Благодарам, председателе, почитуван колега Балковски. Внимателно го слушав вашето излагање и искрено да ви кажам да не ве знаевме и јас и македонската јавност од едно друго време, кога бевте министер за транспорт и врски, во една друга влада, ќе беше во ред вашето излагање. Но вака не збунивте на сите, затоа што ова што сега го зборувавте, тогаш жестоко го критикувавте. Па се поставува прашањето, кога треба да ви веруваме, тогаш или сега? Бевте министер за транспорт и врски и многу добро знаете што се капитални инвестиции. И добро е да кажете каде се тие сега предвидени капитални инвестиции. Јас ќе ви кажам, никаде не се предвидени. Или се одложени, или се стопирани. Кажете ми еден проект што е направен во овие 3,5 години од планирање, проектирање, обезбедување на средства и реализација. Нема таков. Вие сте роден во Струга, исто како и јас. Па ќе ве прашам каде е Струга предвидена во овој буџет? Никаде. И зошто ниту еден од 24 предложени амандмани што беа за подобрување на животот на стружани, не се најде за сходно да се прифати барем еден и со тоа да покажеме дека и Струга е на агендата на оваа влада. Оваа влада под капитални инвестиции ги подразбира само инвестициите што се предвидени за нивниот джеб, а инвестициите што треба да донесат подобар живот за граѓаните на Република Македонија нема место во овој историски најголем буџет од 4,2 милиарди евра. И вие го образлагате и го браните овој буџет и оваа влада. Колега Балковски, не се брани неодбранливото. Оваа влада е влада на национални предавства. И овој буџет е за плаќање на тие предавства. Нема ништо добро и позитивно во овие 3,5 години од оваа влада. Единствено позитивно испадна само орото после изборите во Штип. Ви благодарам.